Како што и најавивме, токму на оваа тема, гостин во овие вести на телевизија Нова е професорката Татјана Каракамишева. Професорке, јавноста се повеќе лута поради ова одлука на СЈО, бидејќи сега излегува дека никогаш нема да дознаеме кој прислушкувал, зошто прислушкувал во Македонија, од каде Зоран Заев овие снимки, дали со ова се става крај на ова, дали никогаш нема да дознаеме? Добро вечер најнапред. Јавноста има право да знае и јавноста ќе дознае што се случило во Република Македонија и кој е виновен за цела оваа политичка криза, во кое што на вештачки начин и под заложништво се држи Република Македонија, но и се држат сите македонски граѓани во неа. Тоа што специјалното јавно обвинителство вчера на еден најскандалозен начин, на еден начин кој што дури би кажала дека е жив правен резил и е капиталец скандал, од невиден вид, не само во Република Македонија. Ако се земе праксата на делување на јавните обвинителства во другите земји, ќе се види дека ваков тип на повлекување на сред судско рочиште, кога е навлезана во фаза на материјална расправа, но имаме и судска пресуда врз основа на кое што издржува казна затвор, еден од обвинетите и така натаму. Значи, во ваков период да се повлечеш од обвинителниот акт и да се повлечеш од предметот е невиден скандал, кој мора да биде образложен не со соопштение, како што тоа вчера го направија специјалните јавни обвинителки, туку со конкретно образложение, врз основа на кои факти тие дошле до ваквиот допис, како што велат, кој што го доставиле до кривичниот суд. Со оглед на фактот дека специјалното јавно обвинителство инсистираше овој предмет да го преземе од јавното обвинителство за организиран криминал, се со цел да се види правната вистина и со цел да се утврди кривична одговорност на оној кој што вистински е инволвиран во целиот случај. А ние знаеме од претходниот предмет, или од самиот предмет на и судското рочиште кое што се водеше во врска со предметот дека има цела една организирана група, се знае дека Зоран Верушевски е раководел, луѓе кои што се вработени во УБК исто така биле вовлечени во целиот овој сценарио, има и комуникација, скајп, но и информации кои што директно доаѓаат врз основа на признание на еден од обвинетите. Значи, ако се види дека се работи за една организирана група, но и ако се види дека се работи за огромен број на докази кои што биле презентирани од страна на јавното обвинителство за организиран криминал на судското рочиште, тогаш многу ќе биде тешко сега специјалното јавно обвинителство да образложи како тие процениле, врз основа на кои докази тие процениле дека е добро да се повлече сега СЈО и да не се отвори, односно да не се затвори овој предмет. Тоа не само што се повлекува, доколку се повлече, тогаш може јавното обвинителство повторно го преземе. Во овој случај тие се откажуваат воопшто дека нема случај. Така, они сега испраќаат допис до кривичниот суд, кој што by the way треба да го видиме сите, нели? Се уште го немаме видено, но велат дека со тој допис тие сега сакаат да го затворат случајот заради тоа што тие докази кои што биле наведени во обвинителниот акт не биле доволни, спомнувајќи ги два други предмети кои што тие нели ги отворија, Таргет и Тврдина, дека нивните сега докази се контрадикторни со оние докази кои што биле во случајот Пуч и дека фактички тие сега немаат доволни докази да го тераат ова обвинение, но мора да напоменеме дека самото откажување на СЈО од случајот не значи, согласно позитивните правни прописи во Македонија, Законот за кривичната постапка, но и Законот за јавно обвинителство, не значи дека овој предмет веќе нема да се врати повторно, и дека нема јавноста да биде запознаена со сите детали кои што се врзани со овај мега скандал во Република Македонија. Кои се правните начини како да се врати предметот во, би рекла, во процедура, таму каде што е местото. Значи, судски да се разреши целата нели, историја, но и квалификациите кои што се сериозни, по однос на кои што се терети и Зоран Верушевски, но и Зоран Заев за целиот овој предмет. Значи, најнапред мора да се каже дека специјалното јавно обвинителство не е орган кој што може да делува или кој што може себе си да се представува над сите во државата и покрај тоа што нели Катица Јанева сакаше да ги делегитимира сите институции во државата, дека никој не е важен колку она што е важна, сепак реалноста е сосема поинаква. Во Република Македонија се има и Закон за кривична постапка, се има и Закон за јавно обвинителство, има и Закон за Совет на јавни обвинители,
каде јасно се наведува во овој случај како треба да се постапи. Значи, ако СЈО се откажува, во тој случај треба да се утврди јавниот обвинител на Република Македонија треба да се свика колегиум има таму многу искусни јавни обвинители кои треба да проценат дали во овој случај СЈО постапило стручно, дали постапило професионално, дали постапило соодветно на она што е правна пракса и во Република Македонија, но и согласно законите. А врз основа на таа проценка на незината стручност, исто така треба да се произнесе и Советот на јавни обвинители, кој согласно Законот за Совет на јавни обвинители има надлежност да утврди дали јавните обвинители работат стручно, професионално и законито. Исто така, таа стручна комисија која што ќе се формира во рамките на јавното обвинителство на Република Македонија треба да ја цени законитоста на оваа одлука, затоа што јас тврдам дека оваа одлука е незаконита и дека не може да произведе или да заврши така како што СЈО си намерила. Значи, откако ќе се види целава правна вистина, може предметот повторно да се врати на јавното обвинителство за организиран криминал, таму каде што си беше првично и таму каде што му е местото. Бидејќи да се разбереме, овој предмет е заснован врз легални докази, докази кои што се обезбедени на легален начин, докази кои што се обезбедени со ПИМ мерка. Значи се снимил разговорот на Зоран Заев и господинот Никола Груевски на легален начин. Тоа што СЈО делува за предмети кои што се извлечени од незаконски начин на прислушувани материјали, го прави ненадлежен за овој предмет. Но еве, да кажеме дека тогаш се погрешило, сега треба да се врати предметот на јавното обвинителство за организиран криминал, каде што треба да се продолжи со овој предмет. Без разлика што СЈО се откажува од предметот, затоа што според нивни докази, нивни сознанија... одговорноста на обвинителите од СЈО. Но, тој е вториот момент. Советот на јавни обвинители исто така треба, врз основа на овој предмет, да утврди дали тие стручно работеле, дали тие професионално работеле и колку тие погрешиле во целава работа, но бидејќи знаеме дека нивниот закон за СЈО утврдува дека освен за разрешување на Катица Јанева, дека освен што треба да се изјасни Советот за јавни обвинители, треба да се изјаснат и политичките партии, за жал. Но овде имаме во оваа ситуација, доколку се оцени дека они противзаконско постапиле кога го повлекле предметот од како недоволен или незаснован со докази, тогаш може да се активира и кривична одговорност на сите оние обвинители кои што учествувале во целава оваа работа, но и не само на обвинителите, туку и на сите оние истражители така натаму кои што се вовлечени во предметот. Значи тука мора да има кривична одговорност за сите субјекти, за сите лица кои се инволвирани во ова незаконско действие, бидејќи како што кажав, никој не е над законот и никој не смее да биде над законот и над уставот. Мора да се утврди точна кривична одговорност на лицата кои што учествувале во ваква една политичка монтировка со цел да се тргне Заев од одговорност или да се аболицира Заев од одговорност, а сите останати да бидат, би рекла, процесуирани на начин на кој што се замисли сценаристот, бидејќи да сме на чисто, СЈО не работи со свој мозок или да кажеме со своји инструменти, тој цело време работи по диктат. И не случајно повлекувањето на предметот на каде што директно е инволвиран и кривично треба да биде одговорен Заев, се случува сега. На неколку дена, од времето кога може да се јави како некаков мандатар. Тој самиот си се замислил за мандатар и сега во целата таа приказна потребно е да се тргне Заев од одговорност со цел да биде тој чист пред албанскиот фактор, затоа што албанците рекоа само тој што не е кривично одговорен од СЈО, односно не е поведена постапка против него, може да биде дел од идната влада, а без разлика што тој беше одговорен и се уште аболициран единствен аболициран политичар со криминал тежок 8 милиони евра и единствен кој што беше аболициран за толку тежок криминал. Значи, со правосилна судска пресуда зборувам, осуден, не зборуваме за нешто што... Така. Значи, целава оваа политичка приказна требаше да се продаде сега,
од страна на СЈО, затоа што СЈО не само што е партиски огранок на СДСМ, туку е и надворешен, би рекла, елемент кој што треба да ја заокружи приказната на сценаристот, странскиот сценарист, се со цел да се поклопат сите коцки и да идеме со некаква нова влада која што нели би требало да биде по вкусот на надворешниот фактор. Но нели за тоа треба да одлучиме ние, а не странскиот сценарист. Како и да е, за ова мора да има одговорност. И не само одговорност, туку мора да се стават работите во правен ред, во правен колосек, се со цел на некој друг утре да не му текне дека најголемиот политички случај кој што е најголем и криминоген, нели, случај во државата, дека може да помине без никаква одговорност. Тоа одговорно тврдам дека нема да се случи, затоа што и за насилство врз државни представници, и за шпионажа, казната затвор е до 10 години, значи не е туку така, не може да застари. И втора работа, доколку не се оди со оваа квалификација на дело, јавното обвинителство за организиран криминал може да ја врати работата, меѓутоа со преквалификација на делото. Значи, која е втората опција? Првата опција е да продолжи ОЈО со организиран криминал како што е. Втората опција е да направи преквалификација на делото врз основа на уште дополнителни докази кои што верувајте ги има, дополнителни докази да се преквалификува делото во велепредавство, така како што јас 2015 година зборував дека треба да се оквалификува ова кривично дело, бидејќи не може Зоран Заев на начин на кој што тоа го направи, сите веќе знаеме како го направи, да не одговара за велепредавство. Тој требаше веднаш што излезе од вратата на премиерскиот кабинет, требаше да биде притворен, а не вака да се пролонгира, но како и да е, нели, правдата е важно да биде задоволена и да му стигне за моментот уцена на премиерот Никола Груевски. За се она што го видовме, така, снимеките. Разговорот што го видовме снимен со ПИМ мерка на легален начин. Не се работи за незаконско снимање, незаконско прислушување и така натаму. Така што еден ден работите ќе бидат ставени на маса и ќе биде утврдена одговорност. Да не спие на тоа Уво Заев дека тој нема да одговара, дека ќе застари делото или не знам што. Еве сега имаме еден огромен парадокс овде. Имаме човек кој што веќе лежи затвор затоа што имал доблес да го даде својот исказ и да ја пријави. Не затоа што имал доблес, затоа што бил соочен со доказите и со токму така. И тој веќе е во затвор за ова дело за кое што сега обвинителството вели дека не постои. Дали тој човек сега има право да бара да излезе од затвор, бидејќи делото не постои, зашто тој би лежал за нешто? Во оваа фаза во која што се најде предметот, ти да се повлечеш од обвинителниот акт, значи дека го делегитимираш судот, значи дека ја газиш судската пресуда, таа пресуда е донесена врз основа на признание, а признанието е донесено или дадено врз основа на толку цврсти докази, на кои што и самиот адвокат на обвинетиот му вели случај човек да е поарно да признаеш, отколку да си лежиш затвор, за ова затвор е многу голема, нели многу долг период треба да лежиш, вака подобро со признание упола ти се. Значи, тој човек сигурно не признал врз основа на тоа што некој, како што велат, го уценил или не. Уценувањето е метод на друг орган. Видовме СЈО како уценува, видовме СЈО затоа што има многу кривични пријави против обвинителите и против истражителите, на кој начин сака да собере невестините искази врз основа на тоа да направи некакви цврсти докази. Ние видовме колку луѓе биле уценувани и заканувани, така што во целата судска процедура, додека траеше предметот, се види дека има цврсти докази. Тие цврсти докази ја донесоа пресудата и го утврдија признанието. Така што, вие сега во овој момент да кажете дека тие докази ви се недоволни е, како да ви кажам, правна игра која што надминува секаков можен правен волунтаризам, значи невиден политички правен скандал и така натаму. Втор момент кој што е исто така многу важен е прашањето на она што се нарекува легитимитет на судот, на обвинителството, на СЈО и легалитет на обвинителството во овој момент да цени дали некои докази се доволни или не. Се извинувам, судот е тој кој што цени докази.
И судот е тој кој што може врз основа на приложени докази да донесе одредена пресуда. Јавниот обвинител, да не забораваме, е странка во постапката. Како странка во постапката, таа има право, кога го собира, кога го прави обвинителниот акт, да цени дали овој доказ е доволен, недоволен, но само во фазата кога го прави обвинителниот акт. Сега не сме на таа фаза. Сега сме во фаза на материјална расправа и тоа длабоко навлезени во материјална расправа. Така што како може сега јавниот обвинител да биде над судот? И фактички да го гази судот и да му вели: слушај, ти тоа што си работел до сега, тоа нема врска, ние тоа не го цениме, ние цениме сега дека имаме други докази, други факти. Па чекај, ако имаш ти други докази, треба на судот да му ги приложиш тие докази, па да видиме во таа контрадикторна постапка, нели, чиј доказ и кој доказ е порелевантен. Тоа судот го цени, не го цени Катица Јанева, меѓутоа ние имаме цело време пермутирање на улогите. Катица Јанева секогаш, ако приметувате, се наметнува во системот како да е она судиката, како да е она главната за се. Нели, она каде те тужи, каде те суди. Извинете, ама ти си само страна во постапката и ти немаш право да кажуваш дали овој доказ е доволен, недоволен во оваа фаза од постапката како што сме сега. Многу парадокси има околу специјалното јавно обвинителство и околу целата политичка ситуација во Македонија. Професор, ке се случуваат работи, некако одминуваат работи кои што се скандали, газењи на правото и на Уставот на Република Македонија и на СЕВЕП. СЈО како СЈО за многумина аналитичари е паралелна институција која е вон Уставот на Република Македонија. Меѓутоа сето тоа некако поминува. Што да се направи за СЈО беше поставено со надеж, многумина од граѓаните сметаат дека СЈО ќе биде буквално вистинскиот правен орган кој што ќе разоткрие вистината во Република Македонија, а сега се соочуваме со ситуација каде што гледаме обвинети се само функционери на ВМРО ДПМН, во случајов и пуч се откажува, се затвара и некако работата само се одминува. Ние говориме сите и новинарите застуваме, вие аналитичарите и професорите укажувате на неправилностите на работата си тера. Како да знаеме дека во оваа држава правото е тоа кое што е над сите? За жаланите стварно е така. Мислам, ја немам што тука да додадам или да кажам не си во право. Вистината е таа. Значи, ние премногу работите ги препуштивме на политика и наместо да се држиме до правото и до она што е позитивно правно издржано, но и засновано, ние некако премногу работите ги ставивме на терен на политика, на тактизирање, на политичко надмудрување и така натаму. Кога политиката ќе го поклопи правото, тука работите, мислам дека не може да одат многу добро и многу далеко. Затоа треба политиката да се тргне од правото, значи не зборам тука само за онаа политика која што е официјална, но и сите оние неофицијални влијанија и така натаму. СЈО треба да си ја свати работата професионално и непристрасно, така како што сите беа убедени кога се донесе законот, нели, за СЈО, дека овој орган можеби ќе биде и зрак на некаква поголема правичност и така натаму. Сите бевме убедувани дека тоа ќе биде така, но кога се виде како работи, посебно, значи, на почетокот, кога со оние скандалозни пресконференции, кога се виде дека цело време се збори политички, со политичка реторика, а најмалку правна реторика и најмалку правно издржани аргументи, фактички се виде на која страна ќе оди целава работа. И сега, која е опцијата? Опцијата е да не се продолжи мандатот на СЈО, но опција е и да се утврди неуставност на овој орган, бидејќи сите знаеме, вклучувајќи ги јавните обвинителки, дека овој орган е противуставен орган и дека овој орган не може да функционира на начин на кој што е насаден во нашиот систем, спротивно на уставот и спротивно на целата правна хиерархија која што постои и која што е објасната во Законот за јавно обвинителство. Така што мора работите повторно да се вратат назад, да се вратат во нормала, за да можеме да очекуваме и нормален фидбек од правните институции. Исто така, мора да забележиме дека и останатите институции треба да бидат малце не само похрабри, туку и да се на висината на задачата која што ја носат. Тука посебно мислам на Советот на јавни обвинители, но и на јавниот обвинител на Република Македонија, кој што треба во овој момент, согласно дописот кој што го доставиле, да не молчат, туку итно да реагираат на начин на кој што правото тоа им го дозволува. Значи, јавниот обвинител на Република Македонија мора во овој случај да се произнесе, мора да утврди незаконитост во работењето на СЈО во овој случај, во овој конкретен случај, и морат работите повторно да се вратат во обвинителството за организиран криминал, таму каде што и си беше напрвично, за да можат вистината и правдата
да бидат да излезат на површина, но и да бидат задоволени, бидејќи нели нема правда, нема мир. Така. Ви благодарам многу за гостувањето повторно во вестите на телевизија Нова и ви благодарам што секогаш се одзивате кога ќе повикаме посебно за вакви актуелни теми. Благодарам и на вас за поканата.